Државната изборна комисија со 9 гласа за и ниту еден против комплетно ги отфрли сите листи поднесени од Социјалдемократската партија на Бранко Јаневски, иако претходно беа констатирани само неправилности во првата и третата изборна единица во однос на листите кои што оваа партија ги поднесе до Државната изборна комисија. Сепак сега повторно ги прочешла сите изборни листи за во сите 6 изборни единици кои што партијата ги имаше недоставено и при тоа констатираше низа неправилности, и тоа од типот за несовпаѓање на подписите за кандидатурите со подписите од приложените документи, потоа немање на изјави за прифаќање на кандидатурите, како и тоа дека нема докази за осудување. Со тоа се согласија поголемиот дел од членовите на Државната изборна комисија, кои што рекоа, се изјаснија дека ова се неправилности кои што биле констатирани уште од самиот старт, па виделе дека, како што велат некои од нив, ова е несериозност во однос на поднесување на самата кандидатура на партијата, па затоа и токму предложија да биде отфрлена листата. И тоа, откако Државната изборна комисија членовите во однос на сите изборни единици листите ги прочешла, сепак, како што споменав, со 9 гласа за, ниту еден глас против, одлучи да бидат отфрлени овие листи за сите 6 изборни единици на партија на Бранко Јаневски, Социјалдемократска партија на Македонија. Можеме овде да видиме дел од расправата во Државната изборна комисија и ставовите на членовите на комисијата. Во листите за прифаќање на кандидатура за изборна единица 2 е кандидат наведено е дека кандидатот е предложен за кандидатска листа број 2, а изјавата се однесува за кандидатска листа број 4. Сметам дека треба да се отфрлат листите и подносителот, ако смета дека се повредени неговите права, согласно член 67, став 6, има право во рок од 24 часа да се обрати до Управниот суд на Република Македонија. Сметам дека во заблуда не ставила правната служба, туку ни дале на извештај, туку ние како Државна изборна комисија сме ставени во заблуда или да утврдуваме факти од подносителот на листата. По оваа одлука на Државната изборна комисија, Социјалдемократската партија на Македонија на Бранко Јаневски има можност во рок од 24 часа да ја обжали оваа одлука до Управниот суд. Секако тоа му стои на располагање. Инаку што се однесува до претходно поднесените кандидатски листи, првично сите 13 политички субјекти кои што доставија своји кандидатски листи за изборите на 11 декември, првично ДИК 7 од нив потврди, 6 беа вратени на дообработка и да се отстранат овие неправилности. Меѓутоа, во текот на вчерашниот ден, сите оние партии кои што ги вратиле назад листите во Државната изборна комисија со отстранетите неправилности, Државната изборна комисија ги потврди, значи се работи за коалицијата за промени и правда, кај која што исто така имаше констатирано неправилности, потоа коалицијата ВМРО за Македонија, коалицијата Алијанса за албанците на левица и на Народно движење за Македонија, исто така каде што беше констатирана неправилност се отстранети.